Министрите за одбрана на Албанија, Хрватска и Косово неодамна подпишаа трилатерален договор за соработка во одбраната, со цел зајакнување на одбранбените капацитети и подобрување на воената соработка преку образование, обука и заеднички вежби. Според хрватскиот министер за одбрана, постои можност овој сојуз да се прошири и со Бугарија. Во меѓувреме, Србија, која традиционално се спротивставува на ваквите иницијативи, склучи сопствен договор за одбранбена соработка со Унгарија. Овој чекор може да се гледа како обид за создавање паралелни воени сојузи во регионот, што потенцијално ја зголемува нестабилноста. Во оваа нова геополитичка реалност се поставува прашањето: каде е позицијата на Македонија? Дали некој ја праша Македонија кон кој сојуз сака да се приклучи, или пак нашата земја повторно ќе биде оставена на маргините на регионалните безбедносни иницијативи? Формирањето на нови одбранбени сојузи на Балканот може да имаат двоен ефект врз регионалната стабилност. Од една страна, ваквите соработки можат да ја зајакнат безбедноста и да промовираат стабилност преку заеднички одбранбени активности и вежби. Од друга страна, постои ризик од зголемување на тензиите, особено ако одредени земји се чувствуваат исклучени или загрозени од овие сојузи. Историски гледано, Балканот бил сцена на конфликти предизвикани од комплексни сојузи и ривалства, како што покажуваат балканските војни од почетокот на 20-тиот век. Сепак, денешниот геополитички контекст е различен, со присуство на меѓународни организации како НАТО и Европската унија, кои играат клучна улога во одржувањето на стабилноста во регионот. Иако не може да се исклучи можноста од нови конфликти, сегашните дипломатски и безбедносни механизми се насочени кон спречување на ескалација и промовирање на диалог меѓу земјите. Важно е државите да продолжат со транспарентна комуникација и соработка за да се избегнат недоразбирања и потенцијални конфликти.